Добро утро и од мене во новиот ден. Ова утро, ова емисија ја посветуваме на поетесата Силвана Бојковска, која што е до мене овде во студиото, но на самиот старт, за да дознаете која е таа и на зона што ќе следи подоцна во разговорот, предлагам првин да го погледнеме прилогот што следи од промоцијата на нејзината прва стихозбирка, насловена како Белек. Во Кумановскиот дом на културата беше промовирана стихозбирката Белек од кумановската поетиса Силвана Бојковска. Првенчето на Бојковска е посветено на хумористични песни, инспирирани од современите форми на живење во градот, а автентичноста при пренесувањето на типичната кумановска слика е илустрирана со препознатливиот кумановски дијалект. Ведрината и едноставноста на обичниот човек се нејзина најголема инспирација, вели поетесата. Го напишав баш поради тоа под влијание на мојот рецензент магистар Трајче Кацаров, врвно име од македонска литература, што ме мотивираше и ми укажа на значењето на идентитетот, на поготово на оние современи културни форми на живење во градот, на кои што особено обрнав внимание во оваа книга. Инспирацијата ја црпам од секојдневието. Значи, во ова море на глупости што се случуваат, наоѓаш начин, го тргаш плевелот околу тебе, за да допре некако сонцето до тебе. И тогаш негативното го претвараш во креативното. Промотор на стихозбирката е Трајче Кацаров, кој нагласи дека острумниот хумор на Бојковска упорно подсетува дека можеме да бидеме весели и да не заборавиме дека длабоко во нас е вкорена човекот која има способноста да се смее. Во денешно време човек многу ретко наидува на песни со хумористична содржина. Можеби токму тоа ме натера на оваа книга на Бојковска многу посериозен приод да имам, од причина што за мене да си смешен е можеби не тежок чин, но некого да насмееш, поготово во време во кое што сериозниот начин на живење и се она што не обкружува му дава таков тек на нашето живење, кое што од нас бара да сме многу посериозни и можеби да забораваме на смејата или наистина да се сеќаваме како на ланскиот снег. Човек може и од својата сенка да се ослободи, ама не од кумановскиот хумор. Стихови од стихозбирката интерпретира актерите Горан и Кети Илиќ. Ама за уметност желја пуста, а една магла густа, каде птице пешки одив, од пензионерски дом реши све у театар да не води. Воду по степеница си памук, среќа да си ga прати, с пуни руке да се врати. И врати се. Од прилогот што следи, можевме да видиме дека се работи за поетеса која што пишува на кумановски дијалект, која што издаде првата книга, тоа е оваа книга што имаме денеска со нас во студиото, насловена како Белек. Најпрви Силвана би ве замолила за оние кои што не знаат кои сте, едно кратко представување, да кажеме биографско. Најпрвин ви благодарам на поканата и што одвоивте. Јас секогаш велам најскапоцено нешто со кое располагаме, тоа е времето. Ви благодарам, значи, што го отстапивте за мене и да ја промовирам мојата прва книга Белек. Силвана е како и обичен човек кој што го сака многу животот. Го сакам пред се градот, не само што тука сум родена, што живеам, што и работам тука, туку поради тоа што
како и секој град, го црпам убавото во него. Како што, еве, може Париз да сега се пофали со Ајфеловата кула, Лондон со Биг Бен, со други културни. Ние, она што го имаме, тоа е нашиот дијалект, нашиот јазик, и поради тоа му дадов еден белег на градот со ово наш убав кумановски говор. Така, ова е ваша прва книга. Така, прва книга, да. Како се охрабривте, еве, да ја напишете оваа прва книга плюс и на кумановски дијалект? Па вака. Што беше пресудно, кој ве, да кажам, потурна во овие води? Па може би во животот па и ништо не е случајно што се случуваат некои работи. Само треба да се препознаат белезите, знаците и да се добро прочитаат. Најпрвим пишував лирска поезија. Меѓутоа, секогаш сакам вон работното време да се релаксирам. Значи, да си ја наполнам душата со ведрина. И таа ведрина секогаш сакам и да ја пренесувам на моето обкружување. Сепак ние сме енергетско поле кое што треба да действува. Не сакам да действувам негативно, напротив, сакам да действувам позитивно. Сега човекот за да ми укаже дека нешто вреди ова и да ги побарам песните кои што ми беа расфрлени по пријателки, по мејлови, тоа беше и голема благодарност и должник сум на едно врвно име од македонската литература, тоа е магистар, есеист и директор на Штипскиот театар господинот Трајче Кацаров. Значи, тој беше и промотор на вашата книга. Рецензент и промотор на книгата, кој што воедно ми укажа дека во македонската поезија многу малку е застапена хумористика и дај да го тоа искористиме, и му се допадна тој кумановски дијалект, го послушав и направив ова што го направив. Кога сме на самиот почеток и зборуваме за кумановскиот дијалект, јас би ве замолила еве една кратка песна по ваш избор како вовед во она што ќе го говориме. Песна како песна, ајде онака по мој избор. По ваш избор, да. По ваш избор, ајде вака. Гласачи. Ушвирцан на Маргоден, на 2 столице шири се, представник на ОПСЕ. Около ни гледан и разгледуе, од мои ноге поглед не подигнуе. Среќа што су ми депилирани, а чула сам за странци дека су забегани. Кад нега е срамота, зашто па да се крие моја лепота. Нагрнава гласачи. Не е лако гласање да се запише, опише, а само 2 руке и мои муке. Октопо да беше неке постигнеше, ама ја успеја. Ете годинка. У жут комплет се спердуви како канаринка. Сигурно и с просо се храни, ама знае да галами. Аха, дојде и олива, коски и кожа е. Како извади крајници, еден глас ка ќе викне, па ме да ти штукне. Аха, ту е и господин Лут, бија у Холивуд. Куде и да скита, фали се дека бија кум на Бред Пита. Аха, оној па с мачорски очи, не дај Боже, ноќе да ти скочи. Ете го и зодијачка, гледа и на прсти, најмалку една улица по њума да се крсти. Опа, на едну персону од ногавицу во вири забравена хулахопка. Онај па с прсти дебели како виршле не може нити да заокружи, нити да запише. Онај па кокона кокошка изгубена, феферонка. Феферонка една и струк и кук све на куп, ама с език знае да се служи. Работу доби, баш изненади, маркице лепи. Дојде ми и мој термин за паузу. Море ке седу да не пропушту, имам си посматрачку обавезу. Наручи еден леп и 2 кебапчиња. Таман ке ми е за данаска. Нека се знае кој коси, кој воду носи. Види кој иде, пар од еру на пирамиде. Дедо оди, бабу води. Баба се прекрсти с 10 прсти. Жално ме погледна и до мене седна. Гледа ме бледо, не се секире чедо. Баба паре од дедо ќе украде
тебе да ти даде. Не машти на ов леле, ама ќе си купиш ципеле. Так се освести. Погледна се и се запрепасти. Една ципела ми шпицаста, друга четвртаста, една кафена, друга црвена, а ја најмодерна. Ова песна ја прочитав поради тоа што ова е вистинска. Сите песни ми се инспирирани и реалистични од секојдневниот живот, од ликовите од моето обкружување, мои блиски пријатели, од моето семејство, така да ова навистина се случи на едно гласање, во брзина жената навистина понесе различни ципели. Ципела една така. Токму сакав и да ве прашам, песните ви изобилуваат со хумористичен и сатиричен набој, да кажам, и се онака баш во стилот на Батко Ѓорѓе, во стилот на, да кажам, на нашето црн кумановски хумор. Така, кумановци од секогаш биле во добра шегобина кондиција. И она што ги одликува баш не само, еве пак ќе се навратам на дијалектот. Нашиот говор има една хумористична нота, брз и хумористичен тон. И затоа можеби и прво ајде и ќе се осврнам и на нашиот професор и есеист на Васил Илјовски пред се. Поради тоа што го има и првиот пробив на македонскиот јазик направено со првото драмско дело Бегалка уште во далечната 1928 година. И тоа не е случајно кога ја опишува Тумба како срце на градот и поради тоа што и тоа не е случајно. Поради тоа што самото Куманово се наоѓа во една убава сообраќајна раскрсница, каде што доаѓа до многу мешање на етникум и повеќе национална структура и поради тоа доаѓа и до израз она хумористиката. Сега, зошто се пишува толку во Куманово во овој, ајде кажеме, и црн хумор? Онака што читав за Куманово, значи во период помеѓу двете светски војни, многу слабо бил развиен, слаб бележи Куманово слаб економски развој. Како резултат на тоа тие сепак нашле сила да се собираат на Тумба, за да времето го поминуваат бар малку корисно, се собирале и се изведувале разноразни шеги. И забава. Се правеле мини театарски представи на некој начин. Баш така. И тоа тука е и Киро Крстевски Бабаружа, тука и во воведниот дел го имам и него воведено, кој што го опишува настанувањето на како настанал градот, како настанала Тумба. И потоа и Петре Трајковски кој ги опишува некои анегдоти, шегобини, вистините што се случувале во градот. Значи, сепак тие го знаеле, што велам јас, најскапиот лек на светот, а тоа е хуморот. Сметате ли дека во денешно време, како помалку да се губи оној шегобиниот и театрален дух на Кумановецот, токму поради овие нови економски пореви и времиња, кога забораваме на некој начин, кои сме, дури малку сакаме да бидеме различни, да излеземе од нашата, да кажам, секојдневност и од нашата автентичност? Па, може, јас сум член на Друштво на писатели во Куманово и има што пишуваат и други на кумановски говор, меѓутоа сепак од разноразни причини не се осмелуваат тоа да го направат. Поради, ајде да кажеме, сите сме притиснати од економските проблеми. Сите сме притиснати не само од економските и од разноразното наше обкружување, се она што ни се случува. Меѓутоа, треба баш и порака во книгата ми е да го црпеме убавото, да најдеме начин, на полесен начин како да се справуваме со проблемите. Сега верувам дека и во иднина ќе дадам потик и другите да се осмелат да го направат тоа, зашто сепак пишувањето на дијалектите е за наше само препознавање, зашто вечноста се крие во тој идентитетот. Нашиот јазик е нашиот белег. Така е.
Нашиот белек, да. Потешко или полесно е да се пишува на дијалект? Како е според вас? Малку потешко е да се прочита, а кога зборуваме, мислам дека Па тоа е малку и ограничувачки, тоа е за локалниве рамки. Јас се плашев, например, како тоа ќе биде прифатено во однос на другите градови. Меѓутоа, онака гледам дека интересен е кумановски говор, тежок е за пишување. Така. Посебно затоа што има испуштање на многу букви. Тежок е, меѓутоа тоа убаво сега дали дадов правилна форма на зборот, тоа па го должам на мојата исто лекторка, млада Наташа Пешевска, што провери, например, дека е добро тоа што го правиме. Значи, сепак јас сум економист по професија, по вокација, еве се трудам да бидам поетеса, а девојчево си е школовано во тој дел и таа ме охрабри и ми кажа дека тоа е добро. Така, веќе кога споменавте дека сте економист, претпоставувам дека целиот свој живот и вашата кариера е во тој правец насочена, некако како ги врзувате овие две работи? Па, може би ова излезе како една неостварена желба. Работите со бројки, потоа со букви. Потоа со букви, да. Баш така. Па јас вака велам, економијата баш во овие услови е доста сурова. И исто така ја користам сурово реална. Така е. Вака велам, ќе искористам пак мојата максима. Економијата баш ми ја руши душата, меѓутоа ова ми доаѓа како мелем. Ме потсетува дека ја имам, ми ја цивилизира душата. Книгата, пишуваниот збор ми доаѓа како еден издувен вентил. Зошто велам така? Зашто баш во овие песни интересно се пишувани баш во моменти кога сум била можеби најтажна, можеби најразочарана во моментот, меѓутоа па наоѓам сила на негативното да го претворам во креативно. И бар нешто да создадеш, нема предавање, само напред. Кога пишувате најмногу? Дали ве поддржуваат вашите? Навечер. Баш навечер, кога се ќе биде мир, тишина и така кога сакам да си ја исчистам душата, малку со лошите работи, со негативните работи и си ја полнам со убавото. И баш например, ќе кажам еден пример, во моментите кога ми се случи кражба на колата навечер и непријатна случка што не ти дозволува да спиеш навечер и нормално си вознемирен, што се можело да се случи. Се прават сценарија во главата, така? И сега си велиш, па добро, цел ноќ нема да спием и така. Зошто бар да не напишем една песна за тоа? Сега песната не ја напишав дека се краде автово, него дека зимницата, пошто ние ја негуваме таа наша традиција и најзначајно во септември, октомври ние ставањето зимница и тогаш направив како да не е украдена зимницата. Што би било кога би било зимница, не дај Боже да не ја украдат. И така тука изникна и песната Зимница. И така едноставно од тоа прерасна во хумористична песна. Така, бар се насмејав на своите доблести, на мани и велам, негативното го правам во креативното и дава некои си резултати. Зашто не давам простор, кажа, времето е најскапоцено, најскапоцен дар, по некоја игра на случајност дадено ми е и нема да го искористам непотребно. Така, ние пред да се вратиме во студиото, јас ќе предложам до режијата да не освежи со една мала музичка номера, а потоа и ќе проследиме уште нешто од вас. Се враќаме повторно во студиото, се дружиме со Силвана Бојковска, поетиса. Ние застанавме онаму каде што беше кражбата, меѓутоа кражбата се претвори во зимница. Сега, дали се краде зимница, претпоставувам дека се краде во денешно време. Така е. На наша комшивка и на вистина и беше украдена зимницата и тогаш си помислив, не дај Боже, нашата да ја украдат.
И едно сценарио мало во и си глава. направив навечер едно сценарио и така си никна една песничка. Ајде да ја слушнеме. Да, така. И самата слика исто така сакав да ја долови песничката. Впрочем и на секоја песна е да објаснета со слика. Сликите се многу убави. Пред да прочитате, Да. јас ќе ве замолам да ми кажете од каде ви се сликите. Ова се уметнички слики. Уметнички фотографии сликани од нашиот сограѓанин, академскиот сликар Дејан Божиновски, така наречен Коска. Значи, него го малтретирав за секоја песна да ја дообјасниме. Да ја објасни со слика, да. Да ги дообјасниме така. И испод слики си ставав и јас и една порака, едно свое толкување. Впрочем, и сакав и секоја песна не само да даде хумористична нота, туку и да даде еден потстрек мал и за да потикне кон размислување. Така, имала една промоција за уметникот. Да, уметникот и заслужува промоција, зашто јас се радувам колку млади, образовани кадри нуди градот Куманово. Така, само треба простор да се покажат. Треба да се вложи за нивна промоција. Така. Ајде да ја слушнеме писмата. Ајде, Зимница. Зимница. Моја мала е реткост. Куде комшије су светлост. Ја прво у комшилук, па таку слънце погледнуј. Свак ден такој га почнуј. Кад дојде време за зимнице, забрајавамо на сви караници. Не е да се фалу, ама најубаву зимницу праву. Еце се на секира, ја мислу дека се израдува. Ќунци со светјунци ќумбечево го украде. Па тој си иде у сет, што ќе му на некога да не е комплет. Што па да краде само ќунци, кад тој не е домаќински? Па башка ќе проба по други дворови да се ака да скака. Не го видеа човек дека господја не се прибира. И аково е, сакнек се нервира. Куде не те отиде, чак и соко бању виде, ама ќумбече с ќунци ке си го отпише, не ќе ga види више. Десанка камерманка, за работу ич не чуе, све види, за све уши начулјуе и не известуе. Кој колко теглу зимнице ставија, колко подрум пун му бија. Она ништо не ставља, ама други ги оправља. Одану да учи човек економију. Викав она га е кокино открила каде 5 динара изгубила. Коба ја ги помага, повртка си у еден двор, па у друг, туршије, ајвар, љутике од комшије, ќари си теглу 2 од све. Па и овај добринка цела како грисинка. Њој на погача од авион да падне цела ке остане. Још малко ке остаримо и праонуци ке имамо, а она гологузата само фрцка се. Не довидуе, нарамно се утепуе. Ништо не фаќа, а и не сваќа, не се смири, по њума само експрес лонац може да свири. Не е да се фалу, какву зимницу праву. Повикала сам га цел со какпа и 2 улице повисоко да види лепоту нино око. Ама за моју зимницу се расчуло и до лоповино уво. У подрум од еден пут штама, нема галама, сталажа празна, јадам лосана, зимница изнесена, а лопов улегнаја ушто скроз, важно ќумбече с ќунци ми оставено, за да го безбеду до године поново. Некој ептен, домаќин голем. Еве ја за зимницата песна. Отидоа и ќунците и зимницата. И зимница, не, ќунците на крај се оставени за догоди, да. Така. Да. Овие песни сакав и ова да го кажам, во книгата е поделена на 5 глави. Так. Поделено е преку еден животен циклус на на 2 возрастни лика и циклусите се вака поделени. Прво белег на градот, значи ќе давам главните обележја во градот, како луѓето го доживуваат градот. Потоа давам, значи, втора етапа во животот, белег на животот, кога се животот со сопругот, животот со оснивањето на семејството, па доведување на сна и проширување на семејството. Во тој дел тоа е белег на душата, она што ни ја полни душата. Па следната етапа, значи, белег на срцето, оди она што
за секогаш останува во срцето, тоа се внуците. И се она што оди, сите оние маки, радости, мечти, надежи поврзани со нив. Па потоа оди 4 глава белег на спомените, значи секој си оди по својот пат, сите си добиваат своите крила, остануваат спомените, да ги вртиме оние албуми со слики, да се подсетуваме на убавото. И тогаш е и време кога во некое си, да кажеме, трето доба, луѓето си се посветуваат сами кон себе си, па излезот го бараат во прошетки, и тука се исто опишани неколку песнички во тој дел како се справуваат со самотијата, и белег на животот на крај, едно резиме и барање безусловно љубов во чувањето на миленичиња. Во глобално така ви замислам. Трето доба кога се става. Да, во трето доба, па така да правам еден спој во оваа книга на мојата перцепција вака на модерното, на традиционалното, класичното, и гледам дека сепак главниот ништо нема побаво од традицијата. Така. Она што се негова, впрочем, ако се навратам и на тоа, и ќе го спомнам тука и големиот Блаже Конески, кој што вели дека од народното творештво настанува нашата уметничка поезија. Впрочем, ние навистина немаме со што немаме свинги, немаме клавири, да кажеме нешто измислено, меѓутоа она што го имаме нашето народно творештво до кое што треба да се држиме. Уште од предвоен период, како што има пишувано Константин Миладинов, па после Джино, тука ќе го спомнеме, па Глигор Прличев, па во повоениот период Блаже Конески, Славко Јаневски, Радован Павловски, Петре Андреевски, и значи сите тие баш дале еден акцент на народното творештво, и поради тоа ете уште еден подстрек за да книгата ја направам во тој смер. Токму и корицата е во тој смер. Еве сак баш ја гледав. Да. И барав кога ја создавав книгата и корицата да зборува. Така да и тука морам да ги спомнам двете задолжени графички дизајнерки кои што ми помогнаа во остварувањето на моите желби. Тоа се вработените во Мега. Тоа се помош од колешките. Да, па ги знам потенцијалите на сите вработени, така да тоа се Нина Поповска и Александра Кимевска, кои што направија книгата да изгледа вака како што треба да изгледа. Така да збори. Сега би сакала нешто да ве прашам во однос на тоа колку младите се дружат со пишаниот збор. Каква е вашата перцепција? И колку младите пишуваат? Колку ги гледаме? Нешто нашата камера, нашиот објектив и она што ние како медиуми можеме да го следиме, некако покарактеристично пишувањето кај нас во нашиот град паѓа некако на тоа третото доба. Дали можеби фали едно освежување според вас на таа сцена? Да. Младите, јас сум член на Друштво на писатели на Куманово. И поборник сум, значи, за што освежување на структурата на тоа друштво. Зошто сепак младост и искуство си го прават своето за еден репер, за така е, за успешно представување на градот. Млади, ние распишуваме меѓу другото и конкурси по училишта, имаат прекрасни состави, дури да се човек запраша дали тоа го пишува некое дете од 17 години, така. Меѓутоа треба да се даде, треба да малку да се и градот како градот треба да поработи на духовната култура и треба да се даде подстрек. Пишуваат младиве, меѓутоа и бргу и се откажуваат. А затоа треба да постои и оваа друштво малку поактивно, со зголемена активност,
за да се некако канализираат нивните дела, да се усмерат, треба работа со нив. Јас случајно, например, ја никогаш немаше ни да издадам книга, ниту имав намера, меѓутоа имав среќа да налетам на некои значени личности кои што ми го трасираа патот. А сега јас сум имала, да кажем, и среќа, меѓутоа некој ќе нема таа храброст да се осмели да пишува, а можеби преубаво пишува. Треба да заживеат малку повеќе институции, треба да се вложува, треба да им се даде простор каде што ќе може да се членува не само љубители на пишаниот збор, туку и луѓето од страна, покреативно да си го исполнат времето. Меѓутоа се губори со простор, се губори со финансиски средства и тоа ги разочарува младиве во тој период кога веќе се кршливи, на кој пат да го одберат, да тргнат, да. Кога сме веќе кажавме дека младите можеби, еве да кажеме, и се креативни, имаат желба да пишуваат. Меѓутоа сум слушнала вака, да кажеме, меѓу тие кругови, некои имаат напишано можеби 2-3 книги за издавање, но немаат можност, да кажам, финансиска за да ја издадат. Кај нас мислам дека во Куманово па и во Македонија тоа е број 1 проблем за писателите, и за оние кои што сакаат да го промовираат своето творештво и така. Обично тоа што го напишале стои во фиока за некои подобри времења и можеби тие подобри времења, кумановски речено, нема да дојдат никогаш. Така, кога зборуваме. Што треба тука да се направи? Еве, вие ја издадовте, еве, вашата книга. Можеби немавте таков проблем, меѓутоа, сепак мислам дека и тука треба малку одредена потпора и поддршка. Секако, тоа е и основниот проблем. Меѓутоа, верувајте дека она што со кое јас најтешко ми беше да побарам спонзорство за себе си. Зошто? Зошто во фирмата секојдневно доаѓаат разноразни спонзорства. Се е препуштено некако на приватниот сектор. Од култура многу малку се вложува во културата. Меѓутоа, сепак приватниот сектор е многу мал. Тој на самиот себе е препуштено. Тој треба самиот да каже: извинете, добар ден, јас сум писател, може ли да ја спонзорирате мојата книга? И сега ти не знаеш дали е тој навистина не стои институција, не секој, сектор за култура, општински или не знам, центар за култура или како да е било каква институција. За да ти поверуваш, сега вака ти во Куманово, така е, како не, и средствата и да финансираш и да отидат на да бидат погрешно усмерени и така. Велам, приватниот сектор е едно, многу мал, а разноразни се барањата за спонзорство и донации. И фирмата не знае каде попрво на кого да ги усмери. Меѓутоа, затоа треба да постојат малку повеќе и еве, ајде да кажеме, по друштвото на писатели малку да е поентузијастичко, да кажем, и поагресивно да настапува, да ги промовира младиве кадри и да направи проекти и да го запознае приватниот сектор. Бизнисменот нема време да го прочита, да чита книгата или да. Меѓутоа, кога доаѓа официјално барање, кога доаѓа малку и од предлози и од локалната самоуправа, малку посериозно ќе се разгледа тоа барање и да се даде шанса да се барем дел isfinansira и да се охрабри во создавањето на во создавањето на творештвото, што го или на книга, дали е тоа во областа на уметноста, дали е во областа на музиката. Едноставно, тоа е убав белег за градот. Така. Сега, кога сме веќе кај темата на финансиите, јас предлагам да слушнеме малку за оној горчлив, суров дел кумановски што му се случуваше. Сигурно ќе се сложите. Ние не сакаме од медиумите да ставаме, да не бидеме сватени погрешно, ниту негативна конотација на она што се случуваше во нашиот град, кога имаше многу печалбари.
на Блискиот исток, да, тука луѓето донесоа и многу пари, и многу семејства никнаа, многу деца се родија. Меѓутоа и тука некаде за оние кои што се инспирирани може да се најде место за хумор. Може, секако. Во се може да се најде. Во сека ситуација може да се најде смисла за хумор. Зашто не можеш она што ти се случува, не можеш да го измениш, едноставно треба да го прифатиш тоа како што е и да го благословиш и Кумановци, мислам дека тука се многу добри затоа што знаат да се шегуваат и на своја сметка. Да. Тоа е некоја предност, може би наша. Па и тоа е големината, да се насмееш на своите и доблести и мани. Едноставно, никој не може да ти ги реши проблемите, освен ти самиот. Треба да најдеш таа внатрешна сила, да го надминеш тоа, да го наполниш, ја што велам, куферот со убави работи, полесно се влече низ животот. А за жал кај нас младите ги полнат куферите и заминуваат од Куманово, што не е добро за градот, воопшто па не е добро, ја што велам, еве многу е мешано населението, па така да се ми е страф од губењето и на дијалектот, за гледано малку во блиска иднина. Да. Сега кога сме веќе кај таа тема, јас предлагам да ни ја прочитате песната Надеж, мислам дека е насловена. Да, која што да. Сигурно дека и на гледачите ќе им се допадне. Да, тоа е Срце, тука имам и ставено една своја мисла. Срце своји песме си пое. Значи, тоа е еден пар што донесе жена од Нигерија, па колку беше тоа тешко да биде прифатено. Тоа е вистината приказна? Така е. Вистината приказна, меѓутоа и мала персонификација. Така е, меѓутоа јас ставам после натамо и продолжение Вечно дерби, тука ќе и прв и втор дел има оваа песна, ние ќе прочитаме само првата Надеж. Значи, секој треба да се прифати што се случува во животот, па и да веруваме дека тоа е добро. Така. Надеж. Сина за Авганистан кад испраќасмо, како што е ред, да му тече све како мед, воду по степенице си памо, среќа да си га прати, се спуни руке да се врати. И врати се. Доваѓа син на мајко од печалку, ама и со себе сурiju од Нигерiju води. Док да се освесту, печали смо и сватови и невесту. Нигерија не ни знам куде е, а ск, војска, цела у куќу ми е. Нова бројка за главобољка. Ми едва и крај с крај крпимо колко скупо е, да се умре па неисплатливо е. Ама овој забравија, у хуманитарну мисију си бија. Све што имаја на сватови дае. Криза била тамо, а рај овамо. Од малечак ме такој крши. Крши, сак ме то крши. Пратеше га да испазари, а он у флипернице се заглави. Пратиш га на орање, отиде на копање. Мислеше за нас, Авганистан ни е спас, ама и Ќуран мисле јаја, дека до кума ке е, а пред кума е. Не се опарисмо, ни се попаримо. Син продуховен идиот, ни банкрот. Еден бубрег да даду, од кризу да се изваду. Моречек ск ќе га подберу татка му. Ристо, о Ристо, батали тија голуби, фрљајте мерак, пут по ноге и правац Ирак. Ето ова е една, меѓутоа снаата после од Нигерија ќе испадне многу добра сна. Ајде да ја слушнеме и таа кога веќе сме тука, да не го слушнеме само оној дел. Ајде вака, Вечното дерби, тука во оваа книга рековме дека играм со два лика, меѓутоа едниот лик е Еца, таа вечната ривалка. Така. И сега тука доаѓа во период кога се споредуваат снаите, некога се споредува внуците, сега одиме со споредување на снаите. Е така. Сега Вечно дерби продолжение. Оди. Каде се снашку доби, тапете од куќе све одлепи. Со снашкини дипломе зидови си закити. За плетење, за везење, за веш простирање, за готвење. Баш вешта жена, таква е сорта, заштитен знак принцеза торта. Снашка, поецин мерак, од нагорички сокак. И моја снашка има дипломе, не да не,
И тој две. Каратистка, прва, невеста за мерак, коса истрижана, по шију истетовирана, груди лубенице, прерипуев од мајце. Прслук да носеше бар, овакој како кантар, една горе, друга доле. Хормонска грешка била како женско се родила. Вечно дерби, дерби на век. Ако е снашка, и она е човек, од крв и месо. И тој доста, двете с закукани уста, јани да бекну нигериски, нити она на кумановски. Абре македонче, абре синче моje грнче, куде га најде овој африканско капаче. Сега одиме вечно дерби, после амерички сан. Ецина снашка, доктор на науке бидна, у парламенту легна. Па општинари, новинари, салони за опуштање, улепшување, лако не е. За да се свугне стигне, доби БМВ. Ама и еца се офајди. Гусано тенџере ќари, с дупло дно, бајаги скупачко. Амерички сан, снашето се оствари, до звезде се искачи. Од магаре на коња, еце не ќе го види више њума. Сега кумановски сан, да ја видиме снашката од Нигерија како се снашла во Куманово. Моја снашка се потруди, место с дупе, с главу да мисли. Први речи на Кумановски, "Hello, мама Гризли." И сина ми га подбра, од легање што зарѓа. Море како обруч, буре га стегна, па некуде бабе нема за џабе. У кујну команду зема и торта принцеза бидна. Честову се залепи тесто, торта бомба искочи на лице место. У фрижидер се торта ражаби, с лажиче го собира и не се нервира. Кад го подзагледам, од ден на ден, од убава поубава ми е. С моју снашку поносу се, свекрва снашка, о вечно дерби, моја куќа се усреќи. И така, тој дел. Дали ова вистината приказна? Па добро, вистината да од Нигерија, меѓутоа добро се снаоѓа. Тука е кај нас, Кумановска во Куманово и добро се снаоѓа. И поради тоа во почетокот малку е тоа тешко да се прифати, меѓутоа кај нас можеби кумановци ние во почетокот и од друг град кога е потешко прифаќаме да си признаеме. Па вака камоли од друг континент. Да. Ако тука нема љубовта само треба да се благословува кога ја има. И таа си го решава, си го наоѓа патот до успехот. Точно, добро е да бидеш каде и да си, важно е да си сакан, тоа е пораката. Во се, основата, база на се е љубов и кога ќе ги отвориме, јас затоа велам, кога ќе ги меѓу кориците на оваа книга од секоја песна ќе излета многу љубов и ведрина. Овие песни, реков, се создадени од моето блиско обкружување, од моите пријатели, од моите деца, од семејството, од луѓето што ги сакам, од луѓето што ги сакам пред се, и ете малку ги искарикирав песните за да некој не биде навреден, за не знам како ќе реагират. Во глобала сите добро реагираат. Така. Затоа да. Некои се препознаваат, меѓутоа нормално се препознаваат. Нема љутиш. Нема, па јас и затоа и барав еве со колешката кога дојде да ми кажува за различити кондури кога беа, вика леле напиши ја, молим те, напиши ја напишав, еве поради тоа. Па добро, сепак тоа се моменти што ќе останат забележани и ќе се смееме сами на себе си. Така. Силвана, во оваа книга видовме дека пишувате на кумановски. Дали подготвувате нешто друго? Ова е ваш првенец, меѓутоа секогаш се размислува и на понатака. Вака, јас имам цела една збирка направена за лирски песни. Ова ми беше како и на крај памет немав дека ќе издадам на кумановски говор. Имам подготвено збирка Здравле со лирските песни, ќе ја издадам и таа, меѓутоа акцентот ќе го ставам на кумановскиот дијалект, на кумановскиот говор. И понатака, значи. И понатака, да. Во тој шеговиен дух на себе. Зошто, ајде да се повика малку и на Аристотел, од сите животни само човекот се смее. Па да го насмееме. Што може, ако се може. Така. Од она што лирско го пишувате,
се однесува на љубовта или пак на машко-женските односи, на што е она што ве инспирира? Кажавте дека и тука си ги сакате и тие песни. Па да, сите песни, значи проаѓаат прво низ душата и сега свое место си го наоѓаат дали преку зборот, дали преку перото, преку слика. Јас и тука издвоив некои песни и тие ми се вака врзани по листови. И онака ајде ќе ја прочитам ова за Железен кревет. Ова песна ја напишав лани кога бев на море, кога ме инспирираше еден стар брачен пар, значи велам многу стар, можеби 80 годишен, кои што заедно влегуваа со раце се држат за раце и влегуваат во море и излегуваат заедно. И така си помислив колку на нив ќе им е тешка разделбата кога едниот ќе замине. И колку ќе биде осамен тој железен кревет, претпоставувам. Да. И тој железен кревет замерно го иставив дека е тоа така, зашто да потсетува на старо. И еве у тој дел ајде да ви ја прочитам и таа песна. Ајде, повелете. Железен кревет. Некогаш на тој железен кревет сонцето изгреваш. Сега заоѓаш. Животните сокови поолека истекуваа. Во глуво доба, во старински храм, неканети млади ангели бело платно донесоа. Дојдоа, низината душа да му ја украдат. А како да ја пушти да талка помеѓу непознати, тој што својот здив зајнезе собираше, сол на лебот на живот и го даваше. Старински обрек изведуваше, со пегавите раце се молеше, уште еден врзол на јажето деновите да ги врзе, да го поврати сонцето. Само заедно можеа да ги гледаат звездите. Дружба верна на срцето му беше. 4 очи, врамени во сенка заминаа, железен кревет во темнина осамна. Ете тоа така малку тажна песничка. Меѓутоа и тоа е се дел од животот. Да. Многу емотивна, многу емоции, многу јасна порака. Да. Силвана, што е она што може да го очекуваме следното од вас? Може би рано да се праша, јас ве прашав што пишувате, имате една стихозбирка напишано лирски песни. Па да, најпрвен ќе ја издадам ова од лирски песни, а паралелно си работам, значи ова ми е една терапија, мене хуморот да си го секојдневнието да си го пишувам низ хумор, така да паралелно си ги пишувам и овие хумористични песни, така да здравле ќе издадеме и повторно. Веќе имам смислено и нов назив за втора стихозбирка од хумористичните песни, така да не ја откриваме сега. Нема да откриваме сигурно. Не откриваме сега. Уште нешто да не останам должна да ве прашам, дали пишувате можеби проза или само поезијата е вашиот фак? Поезијата ми е фан, меѓутоа пишувам и проза, да. Така пише. Пред крајот на емисијата јас би сакала да ја заокружиме со уште една песничка, што би кажале вие. Мене особено ми се допаѓаат оние односи помеѓу внуците и бабите. Може. Нека биде тоа еден вид како порака до младите, меѓутоа знаеме дека бабите и дедовците им се омилени. Така е. Но тука има нели и судир на генерации. Мислам дека песната која што се однесуваше на нив, Гастербајтерка. 51 страничка, мислам дека. Ја најдовме, да, бабите тешко прифаќаат, значи кога младиве се одлучуваат за настрана одење, меѓутоа има среќа, па некои се враќаат кога видат како е, што е во странство, што им не е се така лесно. Така е и затоа и тука имам напишано баш свако лошо за добро е. Значи добро е што е отидена па е вратена. Да види како е горе. Така е, дека и таму треба да се работи. Гастербајтерка. Детиња работа, унука брза за одавање, а само 30 години има, решила гастарбајтера да зима. На шведски начин сам го воспитала, а не сам ни знала. Окретна у кујну, права чигра, сви судови ги разигра. Ногти дугачки да не ги арчи, брза е. Кафе зима док трепнеш од кујну го однема.
не е лако, у ниедно време 12 на пладне, да го тераш да збори, а она очи не може да отвори. Шведска маса, тој за њума се однаса, све на послужовник му се принаса. По шведски готви, доручак, јабука, банане и кафе на тенане. Ручак, салата и разни траве по шведски да готви знае. Нема пивтие, цревца, джигерице, тиганице, мекице. Зашто? Па нос да запушуе, ваздух да снемуе и да се умиришуе, па по 6 пут да иде на туширање, мисли си дете на заштедување. И ова може како продолжеток? Гастарбајтерска мука. Унука у шведско джогира, опрему све брендирано, маркирано, трчи у едан правац, а у друг с такси се враќа, настинка да не го фаќа. Швеđanke одив и кучиња водив. И ту имамо коња за трку. Диду, нашо пикинезерко. Дида иде с унуку на шетање, кад одговара на боју на чижме за Фейсбук сликање. Зелена марама и она на памет одговара, ама за тој не ми се сак расправља. Ама тамо е многу ладно, најлонке, перлонке и термочарапе и па ноги ледени само у сауну во биле загрејани. У сауну седење, док очи и вене не искочив, так е завршено грејање. Едну неделju гастарбајтери бесва и дома си дојдества. Слънце, топлина немало, депресија ги фаќало. Тамо људи само работив, не едев, не пиев, не зборив, пред едење се молив. Па Бога ми треба молење пред унукино готвење. Знаете ли, тоа е дел. Умористична и реалистична. Па баш така, сега многу млади малку посветуваат внимание на готвењето. На кујната, на традиционалното, на семејството. Да, така. И може би на некој начин имаат еден сон дека таму горе, на запад горе, или во западна Европска. Работа и само работа, и затоа и песната, стихозбирката не случајно ја завршувам и со една убава сега и порака, кад се нерато домаќини, тешко на укуќени. И баш една убава порака се дава дека само со работа се доаѓа до резултати во било кое поле. Тоа значи дека не само горе, него работа треба на себе, работа во семејството и тука. Во секој случај, да. Усовршувањето на и морално и етичко, за да бидеме натрешно исполнети и задоволни самите со себе си. Јас мислам дека тоа беше и пораката која што ја пративте од нашето денешно дружење. Се надевам дека повторно ќе се видиме за добро, кога ќе ја издадете вашата втора стихозбирка, кога ќе имаме повод да зборуваме повторно за некои убави работи. Дај Боже, ви благодарам на поканата и се надевам и јас на убави ведри дружења од ваша страна. Ви благодарам, Силвана. Почитувани гледачи, ние тука го завршуваме денешното дружење со нашата гостинка Силвана Бојковска и продолжуваме понатаму во новиот ден. Останете со програмата на К3 телевизија.